Добар ден за Центар, добар ден за ВМРО ДПМН, добар ден за победничката коалиција, коалицијата за обнова на Македонија. Ви благодарам. Навистина Центар денеска изгледа прекрасно. Како што е редот секаде, каде што ги почнувам моите говори, би сакал да почнам и овде така на сличен начин во Центар, а тоа е да се заблагодарам на луѓето кои што го создадоа Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН овдека во Центар, а тоа се основачите и ветераните, за сето она кои што го правеа за Македонија и за ВМРО ДПМН. Сакам исто да се заблагодарам на членовите, на активистите, на симпатизерите, на младите луѓе кои што се дел од Унијата на млади сили, на дамите кои што се дел од Унијата на жени, на луѓето кои што се представници на политичките партии, а кои се дел од коалицијата за обнова на Македонија. Ви благодарам за сето она кое што го правевте, да можам јас денеска овде да се обратам и да ја најавам историски најголемата победа на коалицијата која што ја предводи ВМРО ДПМН. Тоа е коалицијата за обнова на Македонија. Почитувани пријатели, ова не се обични избори, не само затоа што се случуваат во некои посебни услови, во време на пандемија предизвикана од COVID-19 вирусот, туку и затоа што ова се избори кои што ќе треба да детерминираат иднината на нашата држава. Да ја детерминираат иднината на нашите семејства, на нашите потомци, но исто времено ќе треба после овие избори да ги направиме горди и нашите предци кои што со живот го платиле ова што денеска ние го живееме. И тоа не е едноставна задача, затоа што овој пат после победата на 15 јули за нас ќе предстои исклучително предизвикувачки и тежок период, бидејќи ќе треба да си обновиме државата. Затоа, кога го слушав Тимчо, кога зборуваше за оној несреќен дел од говорот на носителот на листа на нашиот политички противник СДСМ, тоа е господинот Никола Димитров, кога тој зборува за образ, или пак кога ќе го слушате Зоран Заев како зборува за правда, тоа е исто како да го слушате Ал Капоне да ви вели дека е невин. Отприлика така му доаѓа, кога овие луѓе зборуваат за тоа. Јас навистина не би се чувствувал пријатно да сум во кожата на овие двајца, ниту пак во кожата на едниот, ниту пак во кожата на другиот, затоа што дури ни самите се чувствува дека не веруваат во тоа што го зборуваат, а камоли пак да ги убедат граѓаните. Но да се вратам на суштината. Суштината е дека ова се избори во кои што ние треба да одлучиме. Дали сме за опција која што ќе продолжи со криминалот, со корупцијата, или сме за опција која што ќе понуди решение за овие две многу проблематични рани кои што во нашето општество се протегаат изминативе години. Дали сме за опција која што ќе ни понуди понижување, обесправување, омаловажување, или опција политичка која што ќе ни понуди чест, честитост и гордост? Дали сме за политичари кои што се практично истрошени, кои што не можат ништо ново да ви понудат освен некој дополнителен срам, дополнително подведување на кичма и дополнително распарчување на нашата држава, или луѓе кои што се мотивирани и силно подготвени да се справат со проблемите? Јас сум сигурен и верувам во мудроста на народот, бидејќи таа се чувствува уште во првиот ден на оваа кампања, уште кога тргнавме во Охрид, кога имавме онаа прва средба со граѓани, почувствував една посебна енергија која што предпоставувам пиреот во нас ја предизвикала. Тоа е огромна поддршка за ВМРО ДПМН и коалицијата која што предводи ВМРО ДПМН, но и огромна критика за овие луѓе која што практично ја донесоа оваа трогодишна пандемија. Јас сум убеден дека секогаш македонскиот народ заедно со своите сограѓани, без разлика дали се тоа албанци, турци, роми, власи, срби, бошњаци, останати, секогаш се обединувал и се исправал пред предизвикот кога е најтешко. Тие заедно успевале да победат и многу помногуброен и многу помоќен противник.
Така ќе биде и овој пат на 15 јули. Уште рано наутро, уште во 7 часот, ќе излеземе масовно сите и ќе го заокружиме реден број 14 пред името на професорката Гордана Силјановска-Давкова за огромна победа на ВМРО ДПМН и коалицијата за обнова на Македонија. На јас тука ќе сопрам да зборувам за нив, иако би можел цела вечер да говорам за сите неуспеси и срам кои што ни го донесоа, за сиот криминал и корупција, но ценам дека непотребно е да го трошам ниту вашето време, ниту времето на македонската јавност повеќе од ова што кажав кога ги споменав нив. Сакам малку да зборувам за она кое што предстои. Јас често пати знам да кажам на овие митинзи дека радувајте се луѓе, вратете на смевката, победува обновата. Вистински победува обновата. Победува обновата затоа што создадовме една читанка од 360 страни која што ја нарековме проект обнова. Многу внимателно ја создававме оваа читанка. Збор по збор, реченица по реченица, пасус по пасус. Работевме со часови, денонокно работевме за да дојдеме до крајот на ова дело од 360 страни. Таму има содржани, драги пријатели, повеќе од 1000 проекти. Повеќе од 1000 проекти и политики. Таму има буквално повеќе за секого. Таму можете да најдете од првиот збор, во првиот пасус до последната точка, во последниот пасус, буквално за секого по нешто. Таму не можете само да најдете чуда, бидејќи ние не сме волшебници, а чудата се невозможни. Таму ќе најдете проекти кои што се реализираат со многу работа, со многу труд, со многу посветеност, со многу енергија и мотив. Тоа не ни недостасува ниту нам, ниту вам, кои што не поддржувате и кои што ни ја давате оваа енергија да истраеме во она во кое што веруваме. Во она во кое што веруваме е многу велико, е многу големо. И колку е тоа поголемо, толку сите ние сме свесни дека предизвиците за да тоа го оствариме ќе бидат поголеми. Колку е поголема крајната цел, толку искушенијата ќе бидат поголеми на пат кон остварување на таа цел. Но ние сме подготвени овој пат да се жртвуваме себе, нашето време, дел од нашиот живот, да работиме, како што рече почитуваната професор Силјановска, да посветиме дел од нашата биографија, сето она што сме го направиле во животот за татковината, да направиме нешто за нашата Македонија. Да ја извадиме од ова политичко мучуриште. Токму тоа беше проектната задача во нашиот проект обнова. Токму тоа беше она што не мотивираше. Таму учествуваа партиските комисии на ВМРО ДПМН, општинските комитети. Своја навигација дадоа и коалиционите партнери. Таму имаше голема додадена вредност од многу експерти кои што се партиски определени, но и такви кои што не се партиски определени, од земјава и од странство. Таму учествувавте сите вие, ќе ве потсетам на оние разговори за обнова на Македонија. Во овие 360 страници буквално секој се трудевме да остави печат. Затоа што ВМРО ДПМН е партија од народот и за народот и никогаш тоа не смееме да го заборавиме. Затоа што народот дава, ама народот зема. Овој пат, јас сум убеден дека народот ќе го поддржи ВМРО ДПМН и оваа коалиција, но потоа ВМРО ДПМН треба да му врати на народот за таа поддршка која што ќе добие. Во нашата читанка проект обнова ќе го најдете она кое што е можеби најзначајно, а тоа е како да ја вратиме правната држава. Многу внимателно тим составен од врвни експерти работеше во делот кој што ќе понуди реформи во правосудството. Како што кажа професор Силјановска, која што беше дел од тој тим, професор Каракамишева, тука го видов некаде професор Наумовски, лево од мене беше Саше, професор Климовски. Има многу адвокати, Тошковски, Мекиновски, многу правни експерти кои што дадоа голем дел од себе, работејќи во делот
за реформите во правосудството, како да создадеме правна држава во која што императив ќе биде почитување на законите без разлика од која нација припаѓате, од која вера, во кој град сте, без разлика каде живеете. Секаде на овие 25.000 квадратни километри законите мора да се почитуваат, затоа што само правна држава е гаранција дека ние ќе успееме во областите кои што понатаму сакаме да ги развиваме. Ке споменам уште една аномалија која што ни ја ветуваа кога ветуваа живот, кога ветуваа правда, кога ветуваа мир и така натаму, нашиот политички противник, заедно со оние припадници кои што денеска се разочарани од така наречената обоена револуција. Се сеќавате кој го најавуваа оној бројчаник овде во центарот на градот, па мојот политички противник, господинот Зоран Заев, велеше ке вртел бројчаникот, ке ги враќал милиардите однесени. Тие истите кои што довчера за него беа режим, денеска му се верни слуги и негови најлојални коалициони партнери, дехидрираат од негативности кон мене и кон ВМРО ДПМН, но тоа е нивната слабост. Среќа што беа некогаш со нас, а сега веќе не се со нас, па можеме да зборуваме дека вистински ќе донесеме правна држава овдека. Затоа, ние вистински се обврзуваме дека ќе проработи тој бројчаник на кој што овие ниту напојување, ниту електрична енергија не му донесува. Ама ќе започнеме со она кое што најмногу ги боли нашите сограѓани. А тоа е да провериме дали ние, политичарите, тоа што го поседуваме, сме го стекнале на законит и легален начин. Дали тоа што ние, политичарите, го имаме, сме го стекнале на честен и честит начин. Еве, јас се пријавувам заедно со моето семејство да бидеме први во тој ветинг на политичарите на македонската политичка цена. И тоа ќе го примениме во првите 6 месеци. Не да ја префрламе топката дека биле виновни судиите, дека биле виновни обвинителите, дека била виновна администрацијата, народот или што ли уште нема да слушнеме од овие луѓе. Ајде да почнеме од политичарите. Зошто од политичарите? Затоа што денеска каде и да прошетате ширум Македонија. А јас изминативе 30 месеци како председател на најголемата политичка партија имав можност да прошетам буквално секаде. Буквално секаде. Да разговарам со илјадници наши сограѓани, да посетам многу градови, многу села и секаде разочарувањето е огромно. Сите велат, абе сите сте исти, што сте дошле тука? Ке дојдете тука, пред избори, ке ветите, потоа ке ве гласаме, ке заминете и никогаш повторно нема да се вратите или можеби за следните избори повторно ке дојдете со некоја нова невистина и слично. Мора да покажеме и докажеме дека не сме сите исти. Затоа еве им шанса на сите оние кои што се занимавале со политика, кои што имале некаква политичка задача во владата, во парламентот, било каде, буквално било каде, да покажат и да докажат дека тоа што го стекнале во животот, они и нивните семејства е стекнато со работа, а не е стекнато на грбот на овој народ. Затоа, ќе повторам, во првите 6 месеци носење закон во кој што ќе направиме прво ветинг за политичарите, а не ветинг за другите. Па потоа ќе одиме надолу. Да им покажеме на нашите сограѓани дека не сме сите исти. По оваа наша читанка ќе најдете вистински реформи во здравството со фокус на превенцијата. Кога го работеа академик Кедев, академик Попов, доцент Николов, тука го гледам, и многу луѓе кои што работеа во делот на програмата во здравството, главен акцент им беше превенцијата. Односно, здравство ориентирано кон пациентот. Со многу иновативен пристап и со многу политика која што навистина, доколку ја аплицираме, а јас сум убеден дека ќе ја аплицираме, ќе донесе вистинска ренесанса во нашиот здравствен систем. Голем адут и големо очекување имаме на овие избори, токму од предлозите кои што се дел од оваа читанка, а се со фокус на заштитата, здравствената заштита на нашите сограѓани. Во оваа читанка ќе најдете многу проекти за секого, повеќе за секого. Тука пред се мислам на 25%
повисоки плати за нашите сограѓани од ова што е денеска, најмалку 20% повисоки пензии и враќање на старото законско решение кога 2 пати годишно растеше пензијата. Ке најдете најнизок данок во Европа, рамен данок, комплетно уште во првите 100 дена напуштање на принципот на скалез данок, веднаш воведување на принципот на рамен данок, 2021-та 9%, 2022-та 8%, нула данок за вработување на лице до 29 години, стапка на невработеност во еден 4-годишен мандат под 10%, најмалку 4 милиарди евра домашни и странски директни инвестиции со јасна методологија, со јасен начин како ќе дојдеме до тоа, како ќе го реализираме за да може да не следите, за да може да дадеме отчет кога повторно ќе застанеме овде пред вас, што сме направиле, а што допрва треба да направиме. Таму ќе најдете најмалку еден универзитет во првите 1000 на Шангајската ранглиста, која што е најкредибилен извор на рангирање на високообразовни институции. Денеска немаме ниту меѓу првите 2000. Таму ќе најдете намалување на стапката на данокот на додадена вредност од 18 на 10% за хотелиерите и угостителите, заклучно со 2021 година. Таму ќе најдете во таа наша читанка ослободување на студентите од партиципација за учебната 2021 година. Таму ќе најдете многу работи од културата. Се сеќавате на оние 3 денари дополнителен данок арач кој што го наметна оваа влада за граѓаните. Ние во нашата читанка се обврзуваме дека 1 денар ќе оди во спортот и го именувавме како спортски денар, тоа се 800 милиони денари годишно. 1 денар за културата, тоа се 800 милиони денари за културата и посебен филмски фонд. И 1 денар за образованието. 2,4 милиарди денари, тоа се 40 милиони евра годишно дополнителни пари назад кон граѓаните. Не во буџетот, а потоа преку тендери во 4 очи да се делат, а арачот да се плаќа во еден ресторан во југоисточна Македонија. Не, туку директно назад кон народот. Во оваа наша читанка ќе најдете нови фасади, каде што државата ќе субвенционира до 50% за топол дом, за помали трошоци, за поквалитетен амбиентален воздух. Се сеќавате, нашиот политички противник ветуваше воздух, а од нашата држава, од нашите градови, претворија буквално градови кои што се гушат во смог, градови каде што нашите деца буквално го започнуваат својот живот со затемнети бели дробови. Ке најдете во нашата читанка бесплатен приклучок за газ за секое семејство и уште многу други работи. Можам да зборувам уште многу што ќе најдете во таа наша читанка проект обнова, но наискрено би сакал да ве замолам и да ве повикам да ја погледате. Таму има повеќе за секого и слободно, доколку ви се допадне, а убеден сум дека ќе ви се допадне. Слободно зборувајте за незе, прераскажувајте ја, затоа што сето тоа што ќе го прочитате таму во овој 4-годишен мандат ќе биде реализирано. Слободно, нема да дозволам ниту јас, ниту луѓето кои што утре ќе вршат било какви задачи во владата, предводено од ВМРО ДПМН, да ве застрамат, да го обесчестат вашиот образ. Вистински. Не оној образ кој што го споменува оној носител на изборната единица 1 од СДСМ, кој што одамна го изгубил, заборавил како изгледа неговиот образ. Туку оној вистинскиот, честниот и честитиот образ. Затоа, почитувани сограѓани, драги пријатели, јас не сум од Центар, но доаѓам од една соседна населба од Центар, тоа е Карпош, и некако сме многу блиски со општина Центар. Но сосема на крај сакам да кажам неколку зборови за носителот на листата во изборната единица 1, тоа е професорката Гордана Силјановска-Давкова. Жената која што донесе една нова енергија, нов дух на македонската политичка сцена.
Кога се запознавме, веднаш почувствував дека за многу работи сме истомисленици, но имаше работи кои што имавме различни мислења, а разговорите со незе ми помогнаа многу работи да ми станат мене лично појасни. Од областа на правото, од областа на политиката. Жена која што беше инспирација за сите нас изминативе години. Жена која што мотивираше, жена која што е голем патриот и жена која што си ја љуби и сака својата татковина Македонија. Тоа е Гордана Силјановска Давкова. Сакам од моje име да ве замолам на 15. јули, уште рано наутро, најпрвен да се заштитиме, а потоа во 7 часот, заклучно со 21 часот, да излеземе, да го заокружиме бројот 14 пред името на професорката Гордана Силјановска Давкова, а со тоа да ја донесеме победата за Македонија. Ви благодарам многу од срце, да сте ми здрави и живи, да ни е вечна и вековита Македонија, Центар и ВМРО ДПМНЕ. Ви благодарам од срце.